Денеска сме тука заедно со професорката да ви ветиме дека Македонија повторно ќе биде горда. Тоа значи дека секој еден од нас треба да биде спокоен. Професорката ќе се грижи за македонците, за секој еден граѓанин, без разлика на припадност. Таа го крева гласот против неправдите. Професорката ќе ја представува Македонија и дома, и во светот. На најдобар можен начин. Со ваша помош и со заокружување на бројот 2, професорката ќе ја направи Македонија повторно горда. Ке сторам се Македонија да биде пристојна, иако мала, европска држава. Држава во која владее правото, а не премоќни поединци политички богови и олигархиски групи. Јас ке сторам све да дадам пример дека и во малиот председателски кабинет, ако е формиран и ако е составен од стручни, компетентни луѓе, може да се заслужи гордоста со работа. Се надевам дека ќе ги освојам вашите симпатии кога ќе се движам меѓу вас. Ќе ги вратам народните канцеларии, бидејќи не случајно се викаат народни. Председателот е тој што го представува народот. Председателот е тој што го олицетворува народот. Председателот мора да биде меѓу народот. Затоа ви велам дека ќе отворам канцеларии во кои вие ќе можете да се пожалите, да критикувате, да предлагате, да се лутите, да се радувате. Мислам дека така ќе бидеме заедно посилни и заедно ќе ја стекнеме и ќе ја вратиме повторно народната гордост. Живееме во тешко време. Македонија се помалце има, народот ја загуби контролата над сопствената држава. Институциите повеќе не служат на народот. Се чека за пасоши, лични карти, за документи кои му следуваат на народот. Овој проблем го препуштија да го решава ВМРО, ДПМН и Тошковски, додека во секоја друга сфера има подеднакво назадување. Во здравството докторите и медицинскиот персонал протестираат. Доколку сакате било каква здравствена услуга, или ќе мора да платите, или да побарате врски. Ако не е така, тогаш ќе мора да чекате походници, ќе ве маткаат со процедури и тоа ќе биде еден круг се до оној момент додека не се откажете. Димитар Ковачевски, за жал, за да ја задржи фотелјата, му исполнува буквално се што ќе побара Али Ахмети. Вела дека Дуј немал никогаш подобар и подоверлив партнер од ова раководство на СДСМ. Што и да им побарале, не им дозволувале и не им давале 100%, туку дупло, до 200% оделе. И затоа е сега нервозата во Дуи. Затоа што знаат дека после овие избори ниту ќе имаат власт, ниту пак ќе имаат измекари од СДСМ. Затоа ова се избори кога народот мора да ја превземе Македонија и да ја врати контролата во своји раце. Ова се избори каде граѓаните ќе испратат порака дека луѓето се на прво место. Избори во кои секој еден од вас треба да одлучи за себе, за своите најблиски, за своето семејство. Таа промена зависи од вашата одлука на изборите. Македонија е многу повеќе на народот отколку на Али, Груби и Ковачевски. Ги чека таков пораз што ќе им зујат ушите од шлаканицата што ќе им ја испорача народот најпрви на 24 април, а потоа и на 8 мај.